Со овој ребаланс нема пари за соодветно и заслужено покачување на платите на работниците, за поголеми плати во образованието, здравството, нема пари за повредените и семејствата на настраданите во Кочани. Нема пари за нови мерки за заштита на стандардот на граѓаните, за намалување на цените. Со ребалансот владата сака да земе 70 милиони евра од неданочни приходи. Тоа значи ќе им ги земат профитите на јавните предпријатија кои што успешно работат. За фондот за ПИОМ власта одвојува дополнителни 35 милиони евра. Ова значи дека придонесите не се наплаќаат доволно, дека дупката во фондот за пензиско се зголемува. Се зборува за раздвижување, но реалноста е сурова. До мај се реализирани само 22% од планираните капитални расходи, а тоа е за 14% помалку од истото време минатата година која ја нарекуваа катастрофа. Нереални бројки има и кај капиталните инвестиции и кај растот. Владата проектира мал раст од 3,7%, додека се фали со раст од 3%. За споредба во 2021 година растот беше 4,5% во година после тешка криза. Зборуваат за наводно намалување на јавниот долг за 50 милиони евра, но ја кријат вистината. Во 2024 година јавниот долг порасна за 1 милијарда и 100 милиони евра,